влезот во подземјето. Се наоѓам пред една преубава тврдина која што се наоѓа после градот Сокобања во централна Србија. Интересно зошто дојдов на ова место е овој замок зад мене, кој што бил последното боговилско упориште на овој свет, односно некаде до 11 век тука живееле богомили, потоа биле забранети, биле прогонети и на крај дури и уништени, а сите нивни книги запалени. Токму на ова место во 11 век престојувале богомили, извршена е опсада врз нив и сите се убиени. Единствен грев на богомилите тогаш било затоа што се противеле на црквата и на државата, односно на материјализмот. Тие не се согласувале со тоа црквата и државата да ги имаат сите пари, а народот да нема ништо, односно биле сведоци на богатење на државата, богатење на црквата, а осиромашување на народот. И затоа тие решиле да се побунат, со што наводно направиле голем грев против државата и црквата и биле осудени на ерес или на смрт. И во оваа тврдина престојувале повеќе од 500 богомили, врз кои што се извршила опсада и, како што кажав, за жал на крај биле убиени, а сите нивни книги запалени. Меѓутоа, ова место останува, местото е преубаво, вреди да се посети, вреди да се види, токму затоа дојдов да осетам таа богомилска енергија и да го видам нивното преубаво место. Значи, тоа е направено на карпа, неверојатна градба, на голема височина, како ги граделе овие објекти, јас не знам. И како што гледате, се уште стојат остатоци од неа, затоа што од кога биле убиени сите богомили, оваа тврдина била уништена. Тоа се случувало сето на почетокот на ноќта на Сварог, односно на временски циклус кој што нашите предци го нарекувале ноќ на Сварог, а трае 1000 години од 10 век до 20 век. Ајде да одиме да видиме тврдината одблиску и да снимаме нешто и натре доколку има останато. Ова е единствениот пристап до замокот. Значи, по оваа патче качувале материјали, качувале вода, качувале храна. Од другите сите страни е провалија. Ова е единственото место од кое што можат да се искачат и да се симнат во овој замок. Како тоа го изведувале на времето, за мене е мистерија. И секогаш кога ги посетувам овие места,
го наоѓам сличното, значи едно мало патче по кое што може да се искачат, најчесто стрмно и толку. Како по ова патче функционирале секој ден нагоре-надоле, јас не знам. Затоа што видите колку е високо и колку е стрмно. Меѓутоа, тоа е мистеријата со која што се среќавам секогаш кога доаѓам на овие места. И јас немам одговор за неа. Тоа што ми е интересно во овие градби е тоа што се уште стојат. Значи градбите се така добро направени што се уште стојат. Ова е влез во некој внатрешен дел на замокот, кој што е затрупан делумно е, кој што гледате, проводен. И тоа што го приметив во сите овие тврдини што сум ги посетил, што се наоѓаат на врв на планина, е тоа дека ми изгледаат дека во нив не живееле луѓе, односно дека тие само го обезбедувале врвот на планината и мислам дека штителе некој влез од кој што се влегувало во планината или во тој подземен свет. Дека поголемиот број на градби биле подземја, а не надземја, како што не учат и мислиме. Единствено нешто е кога ќе посетам овакво место, тврдини кои што се наоѓаат на врв на планина или на рид, на карпи, ми е како луѓето функционирале. Јас едва се движам низ овие карпи, се наоѓа на огромна височина, како што гледате, директно надоле е стрмно, меѓутоа луѓето функционирале тука, граделе огромни кули, секој ден живееле тука, правеле секојдневни работи, а ја едва се движам тука. Тоа прашање секогаш ми се мота во главата, како ги направиле овие места, како функционирале тука на дневна база, и какви биле тие луѓе уствари, дали имале страв, дали имале крилја, не знам, меѓутоа ова место е погодно за живот само на птици. На врв на карпи од сите страни провалија. Чудно, но интересно место.
А видете го сега само погледот и видете каде живееле овие луѓе. Посетивме уште едно енергетско место, раскажавме уште една забранета и скриена приказна и сега одиме назад, а вас ви благодарам што го изгледавте ова видео. Доколку ви се допаѓа тоа што го снимам, претплатете се, станете членови, поддржете го Сонцоговор. А ние се гледаме.